Има еден момент што ја поврзува Македонија со илегалната трговија со човечки органи. Тоа е дел од 12 киднапирани македонци за време на војната во 2001 година. Затоа македонската делегација треба да го поддржи извештајот на Дик Мартин за илегалната трговија со органи, побара Народното движење на Македонија. Во македонската тајна полиција, уште од 2002 година, постојат два оперативни документи со конкретни сознанија за 12 киднапирани македонци. Овие сознанија се добиени по две основи: од лица кои соработувале со ДБК и од примена на мерката расчистување со лица што биле во командниот кадар на тогашната ООН. Интересно е тоа што тие две изјави се совпаѓаат и според нив 6 мина од киднаперите се убиени, а 6 мина се префрлени на Косово. Изјави на денешниот прес Јанко Бачев, претседател на партијата. Лидерот на НДМ рече дека владите во изминатите 10 години одбрале да ја кријат вистината за киднапираните македонци, за да се наруши коалицијските односи во услови кога злосторниците се поранешни команданти на терористичката ООН, сега македонски политичари и функционери. Затоа надлежните органи во изминатите 10 години само ја замајуваат јавноста и ги лажат роднините на киднапираните, иако за 24 часа може да се расчисти и овој случај, само ако сакаат, со оглед на квалитетните сознанија што ги поседува македонската тајна полиција, вели Бачев. Неговата партија побара македонското правосудство да ги разгледа сознанијата што ги поседува македонската тајна полиција за 6 киднапирани македонци кои своевремено се однесени на Косово и како надлежни да го истражат овој случај во контекст на извештај на Дик Марти за илегалната трговија со човечки органи.